Почитувани, повод за овој прес е срамната и морбидна објава на социјалните мрежи од Бранко Тричковски, долгогодишен пропагандист и медиумски гласноговорник на СДС, кој во врска со настанот со лажната дојава за бомба во центарот на Скопје пишува, цитираме: "Најголем предизборен штос би направиле кога во куферот би го напикале распарчаното тело на христијан." Овој морбиден испад не е изолиран случај, ниту дело на поединец со нарушена психолошка состојба. Тоа е резултат на системскиот очај и политичкиот банкрот на СДС, кои свесни дека немаат што да им понудат на граѓаните, се потпираат на омраза, лаги и повици на насилство. Кога мегафоните на СДС повикуваат на распарчување на премиерот, тоа не е хумор. Тоа е црна пропаганда насочена кон создавање страв, поделби и дестабилизација во изборен период. Тоа е дел од стратегијата на една потоната партија, која наместо идеи нуди омраза и агресија. Дополнително, фактот што медиуми кои важат блиски до СДС редовно ги објавуваат и промовираат ставовите на Тричковски, покажува дека станува збор за организирана хајка, диригирана од ист центар, со цел да се поттикне тензија, да се создаде впечаток на страв и да се измести фокусот од реалните теми што ја мачат државата и граѓаните. Да нема забуна, ова не е еден човек што зборува сам за себе. Ова е гласот на очајот на СДС, кој се слуша преку нивните медиумски издувни вентили. Исто така, треба јасно да се потенцира и одговорноста на медиумите кои ги пренесуваат овие пораки. Дали тоа го прават по налог и како дел од сценарио, или затоа што веруваат и се согласуваат со она што тој го пишува. Во секој случај, тие се соучесници во ширењето омраза и закани. Повикуваме надлежните органи да проверат дали Тричковски има формални поврзаности со политички структури. Јасно нагласуваме, ова не е слобода на говор, туку повик за убиство. Повик за криминален акт против животот на друг човек. Затоа, сите кои ги шират, ги оправдуваат или ќе го штитат овој човек, немаат оправдување. Тие се соучесници во поттикнувањето и нормализирањето на опасната реторика. Ги повикуваме СДС јавно да се одградат од овој срамен чин. Молкот е признание. Доколку не се оградат, тоа ќе биде доказ дека ја одобруваат ваквата реторика и стојат зад неа. ВМРО-ДПМН ќе ја брани државата, институциите и демократијата од секој обид за насилство, без разлика од каде доаѓа. Политиката не смее да биде поле за омраза, туку надпревар во идеи и визии. Македонија нема да дозволи омразата да стане кампања. Ви благодарам.